со вашите телефонски јавувања, затоа што треба да го погледнеме првиот прилог, кој што го подготви колешката Бисера Ловачева, бидејќи пред известно време бевме во Делчево и снимивме навистина многу убави интересни прилози оттаму. Во првиот прилог ве носиме во посета на црквата Свети Наум Охридски. Бисера разговараше со отец Александар Васев, кој што е од Делчевско-каменичката епархија, па да знаеме зошто токму во оваа црква и пошто истата е специфична. А ова утро сум во посета на црквата Свети Наум, лоцирана во општина Делчево. Со мене ова утро е отец Александар Васев, со кого ќе позборуваме за значењето на црквата, од каде го добила името, зошто токму на ова место, кога е поставен камен, темелникот и сето оно што е поврзано со црквата Свети Наум, па доколку сакате ќе ги спомнем и другите цркви кои што се лоцирани на територија на општина Делчево. Добро утро до вас, Христос се роди, се уште така рековме дека се поздравуваме, навистина се роди. Добро утро, навистина се роди, Христос се роди. Така. И до гледачите, се до црковната нова година се поздравуваме ние православните со овој поздрав и нормално со одговорот навистина се роди, ни одговараат другите. Се наоѓаме при црквата Свети Наум Охридски. Она е дел од комплексот на соборниот храм на Свети Кирил и Методи. Ова за прв пат е планирано да биде крстилница, црква крстилница, но сега е пренаменета за зимска црква и е во функција од 2014 година. Камен темелникот на Свети Кирил и Методи и на оваа црква го поставува блажнејшиот архиепископ Охридски македонски господин Стефан, тогашен митрополит Брегалнички господин Стефан во 98 година, а црквата е осветена во 2014 година од митрополитот Брегалнички господин Иларион. Ова е релативно млада црква, нова црква. Старата црква во градот ни се наоѓа близу од овде. Она е изградена според некои официјални податоци, имаме два официјални податоци, едниот е од 1858 година, а во пијанички документи има објавено дека е пуштена во употреба во 1856 година. Се зема за 1858 година за поточен доказ дека на самиот влез во црквата има еден прекрасен стол од десната страна и на него ја има годината запишано 1858 година. Интересна е старата црква, дека Делчево претходно се викало Царево село и тоа е првата црква овде во градот, а изградена само од 20 православни семејства, што со големината со која што е изградена од толку семејства малку е дури човек и да почувствува радост и големи, а во самиот склоп на дворот, кога ќе се влезе во дворот на црквата, од левата страна, ден денес, успеавме да го запазиме објектот, кој што е и првото училиште отворено во Делчево за македонците. И денес, ние сме една од новите епархии, една од 15-те епархии, Делчевско-каменичката епархија, кога беше поставен преосвещенејшиот архиереј епископ Делчевско-каменички господин Марко, се возобнови школото, која што и претходно беше активирана, ама сега пак се возобнови. Тоа е јазично училиште за англиски и за германски јазик, училиште каде што децата можат да одат да се спремаат за детски хор, училиште за детски хор, и сега има и еден малку поголем проект кој што веќе се спроведува. Тоа е подучувачи ученици поголеми кон помалите, за луѓето да немаат потреба да плаќаат дополнителни часови и слично, а сето тоа црквата го возможува да биде бесплатно, така да првото училиште овде во Делчево на некој начин пак е воскреснато, возобновено, пак постои. А манастирскиот комплекс исто така се наоѓа близу до Делчево. Тоа е манастирскиот комплекс Балаклија, кој што е предвиден и од страна на Синодот на Македонската православна црква да биде седиште на епископијата Делчевско-каменичка. И имаме во Делчево 3 цркви,
што мислам дека вреди да ги спомнеме, бидејќи си под заштита на спомениците во Македонија. Тоа е црквата Света Петка во село Селник, која што датира од 14. век. Потоа црквата во село Драмче, црквата во село Разловци, црквата овде во градот, оваа старата што е таа не е фрескописана, ова е фрескописана. Фрескописецот на оваа црква е Столе од Куманово, а овие се другите цркви фрескописани. Во село Разловци има интересни фрески кои што на друго место ги не може да се најдат. Има светиот Христофер го има, маченик кој што многу можеби не слушнале, не виделе. Тоа е светител кој што се слика со кучешка глава. Тоа е светител кој што се празнува и во Римокатоличката црква и кај нас православните, бидејќи се до одделувањето на христијанството во 1054 година, сите светители ни се заеднички. Овде иконостасот е направен во Македонија од семејство од Прилеп. За старата црква можеме да кажеме дека иконостасот е направен од Димитар, тоа е Мијачко Велешко село, кој што е доста бил школуван. Има силен стил самите икони што се направени, со силни бои, а он си има школовано во Киев, потоа оди во Москва, тамо да го доврши образованието, а се враќа при неговиот татко во Велес, во Велешко, кој што исто тоа го работел таму. Тоа фамилиарен занет им бил. Кои се другите цркви отац на територија на општина Делчево? Па цркви ги имаме во Света Богородица? Успение на Пресвета Богородица ни е старата црква, овде Свети Наум, до нас Свети Кирил и Методи, Параклис, Свети Климет имаме кај гимназијата. Параклисот е направен на црква срушена во 1961 година. Не била во функција ставена, била карабина изградена и сега оваа црква под теркот на таму само во поголеми димензии е направена овдека. Другата црква ни се наоѓа на гробиштото, тоа е раѓањето на Пресвета Богородица. Во манастирот имаме два манастири. Можам да ги кажам дека се во Делчево, дека се одма залепени за градот Делчево. Долу е Балаклија, манастирот Балаклија, а малку понагоре од него се наоѓа манастирот Покров на Пресвета Богородица. Делчево во околината е познато и по нашата планина, која што имаше и ски центар и одмаралишта, дури и продавници да шетеш да можеш да си купиш. И таму ја имавме црквата Свети Великомаченик Пантелеимон. Таа црква не е осветена, ја имаме користено, ама сега еве овде Митко се вика, да го поздравам за тоа што го направи, значи дека во стариот стил ја гради таа црква. А ако земеме да ги броиме, имаме ги многу кои што се ни помогнали и за оваа црква да ја завршиме. Делчевци се хумани и сплотени, така во Делчевско во скоро време се направија црквата Свети Великомаченик Димитри во село Габрово, тоа е село каде што немаше никакво православно обележие, а едно од големите села беше. Црквата во село Звегор, Свети Јован Крстител, тоа се биле турски села, подоцна населени со наши македонци. Село Стамер беше без православно обележие, таму се направи Свети Еремија. Значи има многу цркви, ги набројавме веќе сите цркви на територија на општина Делчево. Ќе ги поздравиме сите жители на општина Делчево, поздрав за хуманоста, за сето она што го прават тие за својот град заедно со вас и секако да продолжите да бидете вака сплотени. Ние се гледаме повторно за убави работи, да не се среќни празници. Амин, среќни празници, убав ден да имате. Се надевам дека ви се допадна разговорот и прилогот. Треба да си ги чуваме овие нешта, овие места, да ги посетуваме колку што можеме, затоа што Македонија навистина заслужува да биде сакана и треба да си ја промовираме и надвор, секако од нашите граници. Во продолжение Бисера исто така разговара со госпоѓата Дивна Стоилова, бидејќи беше на гости во домот на семејството Стоилови од Делчево, а госпоѓата Дивна ги откри дел од делчевските специјалитети, а тоа се француска салата, салата со калинка и како се прави сарма на делчевски начин, исто така кажа, па ајде да слушнеме и да погледнеме.
Драги гледачи, ова утро сум во Делчево, во домот на господја Дивна Стоилова, која што ма причака ведра, позитивна насмеана, заедно и со незиното семејство, кое што се тука во позадина. Не чекаа да завршиме со нашиот разговор, па потоа да им се придружиме на едно турско кафе. Добро утро, добро ве најдовме во Делчево. Добро утро, добре дојдовте. Благодариме. Благодариме на убавиот и пријатен причак. Многу храна сте спремиле. Кафе, благо, се е наместено, морам да признам дека сте добри домакини. Сигурно ти многу јадем, затоа многу испремам. Многу јадат во Делчево, ето тоа ќе ни откриат. А денеска господја Дивна ќе ни каже како се прави француска салата, така ги пречекуваат нивните гости и салата со калинка. Се е подготвено, само да видиме. Прво со калинка, Со калинка почнуваме. Добро. Пошто е позната оваа салата со калинка, кои намирници не се потребни, како се спрема? Потребни се 2 калинки. 2 калинки? Да. Тие ги има и во Делчево, ги има и секаде низ пазарите во овој период. Да, да. Потоа беше кикиритки 400 грама. Мелени. Кикирики мелени, добро. Кој ви го кажа овој рецепт, господја? Ово рецепт ми е од братучетка од Кочани. Анка да ја поздрава. Дури од Да ја поздрава, да. Така, пченко. Пченка. Добро, една конзерва пченко. Една конзерва пченка. А колку имаше мелени кикирики? 400 грама. 400 грама. И 2 калинки и една конзерва. Са павлака треба 600 грама, па и дојде повеќе, нема да е лошо, Добро. па ќе е поубаво. Да не ни наете мана. Кога ќе пробаме, ќе кажам. Да. И мајонез, така? И мајонез, да. Мајонез е 4 лъжици, ама јас става повеќе. Добро, тоа по вкус. По Кој вкус, сака да, помалку, да, кој да, сака да. повеќе. Важни се намирници. Да. Добро. Сега сето тоа се меша. Уште нешто се додава? Не. Не. Това е се. Брзо, едноставно, лесно, а сигурно многу вкусно. Треба да се приготви прво. Треба да се приготви така. Да. Добро, калинката се купува, кажавме, од пазарите, може да се... Да. И тешка калинка, додека се исчиста, додека испаднат сите. И тоа треба време. Рековме, една конзерва пченка се става, мајонез, павлака, Павлака, 600 и грама. 600 грама и 400 грама мелени... Мелени кикирики. Све сум запамтила. Абе, ајде. Се запамтив. И значи, ако не ја бендисате, нема ни да правите. Верувам дека ќе биде многу вкусно, особено со калинката која што дава малку киселка вкус. Како ги пречекувате, господја Дивна, децата, внуците, фамилијата кога доаѓаат кај вас на гости, што им припремате? Се што иска. Се што ни сака. Многу ме слуша и се што сака, да. Браво. Има ли некој специјалитет во Делчево, ета за главно јадење или за вечера, можеби кој што обавезно го Значи, ние подготвува? утре славиме Василица. Така. И специјалитет за нив е пачата, имаме баница со свински црева, тавче, зелник, да, Сарми гледам. сармини и заборих, пастрамајли, Така. Од се помалку. од секо малку и тоа ги работи што сме направили. Значи, за наши традиционални македонски Да. јадења. И уште една намирница заборавивме од многу зборување. А тоа е, што додаваме? Пилешки стек. Пилешки стек. 3 парчиња пилешки стек. И готова е салата. Готово, сега е готово. Меша. Сега е веќе готова. Значи сите намирници кои што ги кажавме, калинка, павлака, мелени кикирики, пченка, мајонез и пилешки стек. И павлака кисела. Да. Така. Добра. Одиме сега со француска салата. Да. Таа подаваме. Француска салата. Салата. Одат 2 свежи краставици. Добро. Вие не ги лупите, гледам со... Ради да има боја. Така. Добро. Така. И делат, тука е здравото во кората на краставицата, има витамини. Да. Има и други работи. Да. Што е прскано. Колку краставици има тука? 2 свежи краставици. Добро. Има половин кило урда. Пола килура.
Значи ова домакинките може да намалат ако сакаат, нели, Може да дозата. намалят, може и да сголемат. Така, Да. значи зборуваме сега за Да. тројца, четворица сигурно ќе има да Да. влезат. Тука се става сецкани ореси. 100 грама 200, кој колку има. Така. Да. Кисела павлака. Кисела павлака по вкус, кој... Добре. Да, Една, две, три големи лажици. Кој колку сака? да. Добро. И следно? И това исто павлака, само по-маленки. А вас не ви стигна. Добро, Да. давате Павла. Да. Оти по-голема доза ставих и от другата, и от тази, затова не ми стигна. Да. Добро. Се меша, сето тоа. Да, сето тоа се меша. Уште некоја намирница? Майонез да не заборавиме сега. Мајонезот. Треба помош за отварање? Ајде, вие дека го мешате, некој ќе ни помогне да го отвориме мајонезот Аха. и да видиме како ќе изгледа и француската салата, позната салата за време на овие празници или за Да, време да, овој да. период од Да. годината. Еве го мајонезот. Абе, на нас никој е всеки ден празник. Да. Да, така е. Често се собирате со семејството? Да. И со семејството, и со пријатели. Така. Се дружите, тоа е убавината. Дружиме, со пензионерите се шетаме. Да, правиме си журки. И така. Каде правите? Дома. Не, по ресторанти. Вчера беме цел ден, затова малку... Секоја чест за вас. Ета, значи, пензионерите во Делчево си имаат исполнет живот. Така можем да кажем. Да. Што друго правите? Ева, рековте сте пензионер, освен што им правите вкусни јадења на вашите најблиски, излегувате со пријателките во ресторани. Море Имате- шетаме и по манастири, секаде одиме. Па и дома повече, околу кујната. Така. Гледате ли Здраво Македонија канал? Гледаме здраво Македонија. Така треба, од се помалку, Од се помалку. да имаме важно богата програма. Главно сериите ги пратиме, не испушчаме ништо од серии. Па добро, тоа е пензионерски живот. Уште нешто треба да додадеме? Да, треба. Добро. Лукчето? Да, лук, толку ли сте само отребили? Добро. Едно лукче ставаме? Доста? Не. Уште едно? Повече, ама тие не им се свиди. По вкус. По вкус. По вкус кој како јаде лук. Така. Одлично. Ета и француската салата. Деве. Сега веќе ги имаме сите намирници. Да, са имаме се. И Одлично. Значи пред да завршиме, да го завршиме ова интервју, уште еднаш да повториме две големи краставици, свежи павлака, павлака половин кило урда, исто мајонез, ореси 200 грама и лук. така. И Добро. може да се стави малку лимон. И малку лимон. Добро. По желба. Пожел, ајде ставиме. Одлично. Супер. Драги гледачи, остануваме ние во Делчево да ги пробаме сите намирници кои ги подготви госпојата Дивна и незината семејство. Дојдете во Делчево, посетете го, има многу убавини, без разлика од кој крај на Македонија доаѓате, а вие не заборавете да не следите и да ни предложите кој следен град да го посетиме. Остануваме ние на гости да се напиеме и турско кафе, така? Да. Да, господјата Дивна навистина прекрасно ги пречекала нашата Бисера и нашите други колеги, цела екипа кои што беа таму, навистина многу убаво си поминале и кажа дека специјалитетите навистина биле превкусни.